кога го најави тейпот, кој го презентираме денес, пиша дека во 2020 година имаш направено преку 150 битови. Така. И дека за овој бит тейп кој се вика A Turn for the Better ги избра најдобрите 12. Ако мене прашуваш, правење 150 бита во една календарска година звучи супер. Во соглед на целата ситуација бевме сите дома. Од тој поглед мислам дека си го искористил добро времето, иако секогаш може повеќе се разбира. Кажи ми, зашто се одлучи за бит тейп? Која е целта на едно вакво поинакво представување на своите битови? Па, главно ја сакам со сите артисти да работам, главно од Македонија, сега за почеток. Сега со сите да работам и кога ќе спомнам на некого, пошто повеќето ми се другари, да, како ќе работиме ово она, ама никош не сме се погодиле со време и со све. И одлучив да направам како мал тейп, мал проект, каде што ќе покажам нели што можам да направам, да експериментирам дел и нели класика да кажам трап наводници. Добро. Трајче? Јас сакам малце да се навратам, сакам да те прашам на пример што значи името A Turn for the Better, бидејќи мора да има некое значење тоа самото име. Да, има впишано мал текст на Инстаграм кој шернов. Означува светла и нова страна, пошто ми е мене прв проект, ми означува нешто ново што немам до сега направено и мислам дека никој до сега нема пуштено бит тейп у Македонија. Него само пуштаат као тај бит ваков, тај бит онаков и тоа е тоа. Топ, мене ми се свиѓа, ја искрено уште од сега знам дека уште немаме зборено, но мене ми е многу интересен момент каде што конечно продуценти онака си даваат сами шајн на себе за да си ја покажат музиката што ја продуцираат, наспроти тоа да чекаат некој да фрли некој врст на нив што може и никогаш да не искочи, така да респект за тој за тој потек. Ке збориме многу за ова целиот следен саат, целиот втор дел на Пандемониум радио шоу број 14 ги имаме посветено токму на продуценти, инструментална музика, различни начини изразување. Бокса пиша дека си го заборил да го спомнеш. Шараут Бокса. Шараут Бокса и мислам дека Петар го заборив. Без Петар ништо. Да. Шараут Петар, шараут Бокса, шараут цела екипа. Да се вратиме на бит тейпот. Од тие 150 битови, кој беше процесот, каков беше процесот, како ги избран тие 12? Дали се тие најдобрите, дали се тие најкарактеристични за тебе? Кој беше процесот на селекција на битовите? Главно, како ги избрав, од мудот у моментот, пошто за време на карантин, нели цело време ќе се менја мудот, лево, десно, горе, доле. Според мене, у моментот тие ми беат као најдобри и затоа тие ги тргнав у еден склоп. Добро. Дали има целина од 12 битови, кои ќе ги слушаме малце покасно, откако ќе ги најавиме, дали одредуваат некоја целина или не? Дали обележуваат одреден саунд, одреден момент, одредена доба, одредена година, одреден или само као селекција од најдоброто од тебе? Селекција од најдоброто од моментов од мене. Добро. Ја би сакал на пример да те прашам во врска со самите битови, дали на пример бидејќи си имаат и имиња, и самиот проект има имиња, и самиот кавер арт, значи слика од кога си ти млад. Дали на пример битовите имаш ти некоја меморија, значи дали знаеш на пример кога во кој момент го имаш креирано тој бит, дали на пример на тој начин си имаш поврзано со музиката што ја креираш? Не, само кога ќе ми текна онака on the spot. Сега бит тейпот мене ќе ми обележи еден период за време од нели 2020 кога сум бил во карантин. Главно тоа. Да. Добро, супер. Супер, тоа е многу добро, онака кога се свртиш наназад да видиш, пример во 2022-трета, што направив во 2020, направив 150 битот кои овие 12 ги извадив на почетокот на 2021. Одлично, мене ми звучи баш на еден потек кој треба да се направи. Браво за тоа што се загна и што го направи. Се потруди да има и многу добар кавер и да го ставиш на различни платформи. Ќе збориме за тоа. Кажи ми, што е целта на овој бит тейп? Да се поврзам со артисти, сакам да работам многу со артисти, кога не можам тоа да го реализирам некако сега. Пред бит тейпот не можев да го реализирам. Се надам дека после бит тейпов дека ќе можам да соработувам со артисти првично од Македонија, па после наоколу, нели Балкан и пошироко, да, здравје, да.
Супер, дај Боже да слушнат артистите и да ти сконтактираат, иако знаеме колку се мрзливи и колку се несериозни повеќето артисти. Дали некој лично до сега? Не, никој нема ричното до сега, ама не знам од колку луѓето знаат, битовите за македонски артисти се фри. Аха, добро. Значи било кој. Добро, супер, ќе го слушнеме бит тейпот, ќе збориме уште за него, ќе збориме и за кој кога ќе слушнеме Трајче, го слушнавме неколку пати, ама ќе кажеме кој мислиме ние дека може да рипне на самите битови. Добро, ако не рична артистите, кажи ми какви се реакциите бидејќи излезе во петокот, 3-4 дена покасно, дали ти пишаа луѓе, какви беа реакциите на социјалните мрежи, можеби не од артисти, но дали од други луѓе, дали од твоите најблиски има позитивни реакции, негативни реакции? Да, ми пиша два тројца, нешто така беше. Ме прашуваа за дали користам семплови или ја ги свирам мелодиите. Ми пиша не знам како еден другар. Као он си правил музика и као ми ги прати неговите две песни, као слушни ги, супер ти се битовите, дај ми некои насоки, дај ми совети, лево десно и така. Океј беше се. Тоа е добро, мене тоа ми е одличен момент бидејќи стварно дава онака една друга перспектива и се надевам дека и некој ќе даде некаков критички осврт на твојата музика и дека ти ќе можеш тоа да го примеш и да го примениш за понатака. И исто уште едно, например, нешто спомна, сакам да те прашам за тоа. Дали музиката внатре, дали мелодиите се семплувани или се отсвирувани од тебе? Бидејќи стварно има некои интересни моменти, например, во кој бидејќи ја не го сметам семплање за лоша работа, немој да ме разбереш погрешно, семплање е една од моите омилени работи во хип-хоп музиката и е стварно треба онака да имаш вештина посебна за да можеш да направиш и да семплуеш нешто. Така да кажи, например, во кој домен колку е семплано, колку е отсвирувано? 90% би рекол дека се семплови све. Тоа е тоа. Бидејќи стварно има многу интересни звуци и ми се свиѓаат и ми се свиѓа како ги имаш инкорпорирано низ целиот бит. Добро, супер. Мислам дека направивме добра најава за самиот бит тейп. Мислам дека може да го слушнеме, трае вкупно 12 минути. Ќе ти кажам у старт дека многу ми се свиѓа, многу добро звучи кога ќе пуштиш од прва до последна песна. И иако бев прво скептик за форматот, дали треба да биде ставен на YouTube како еден файл од 12 минути или како колекција на песни од на битови од по минути и пол две. Откако го слушнав, сватив зашто ги имаш тоа направено. Многу добро звучи од прва до последна песна. Има кохезија. Може да кажам дека се осеќа дека еден продуцент ги правил сите битови, но се уште за жал не можам да го пронајдам кои се моментите кои се карактеристичните моменти за него, но ќе оставам да го слушнеме прво, да ги слушнеме сите битови, да ги слушнат и нашите слушатели, можеби има некој артист, можеби има некој битмейкер кој што би сакал да соработува со тебе, или некој човек кој што сака да искористи инструментал на било каков друг начин, да ги слушнеме овие битови. 12 минути не се многу, па ќе се вратиме, ќе зборуваме повеќе за бит тейпот и ќе почнеме со темата на денот, инструментална музика или инструментални албуми наспроти бит тейпс и сите останати начини на кои може да работат и да вадат музика продуценти без да зависат од самите артисти. Ако има продуценти на Mixlr или чат, нека ни пишат прашања или нешто, мислам дека ќе има добра емисија и ќе има добар муабет за тоа како може да се размислува малку out of the box, за да не зависите од самите артисти. Идеме со OGY, A Turn for the Better, Beat Tape, Pandemonium Radio Show 14. Уживајте!